Вашето дете не мора да излезе од дома за да биде во опасност. Доволно е да биде онлайн. Радикализацијата денес не почнува со оружје, туку со порака, со игра, со пријателство на интернет. Од безопасен чет до манипулација, уцена и насилство. Границата станува се потенка, а жртвите се помлади. Дали некој веќе комуницира со нашите деца додека ние мислиме дека тие само играат на интернет? Колку е Македонија подготвена за оваа тивка, но сериозна закана? Кој ги регрутира младите? Како функционира системот за заштита и дали можеме ова да го запреме пред да биде доцна? Да си кажеме со професорот Константин Миновски од Институтот за социологија при Филозофскиот факултет во Скопје и Севдали Селмани од Агенцијата за електронски комуникации како експерт за сајбер безбедност од Националниот центар за одговор на компјутерски инциденти. Господа, добре дојдовте во студиото на Телма. Добро ве. Дали денес најголемата опасност некој да ги заведе нашите деца, односно младите, доаѓа од улицата или од телефонот? Дали се побезбедни децата кога се дома или кога се излезени? Па, реално ова е дискутабилно прашање, затоа што во денешното време децата повеќе се седат дома, нели, во контекст на комуникација и самиот интернет не е само добивање на информации. Интернетот денеска е и како засилувач и на моментум на доаѓање до таа најкритичната точка насилство, што ни еден родител не би го посакувал. Дали се посигурни дома или на улица? Ја мислам дека на улица денеска се посигурни него дома. Професоре, што мислите вие како социолог? Па видите, тие работи се поврзани. Ти за да се соберат на улица, пак комуницираат со телефони. Сушно станува збор за групирањето. Тоа се оние врснички групи. И сега имаме разни групи во кои се младите вклучени. Генерално, она што може да биде регрутација во групата, да биде и преку интернет, и преку телефон. Меѓутоа, може и она што го имаат како секојдневно, знаете, дружење, нели, да се шири. И преку тој канал може да се членува, да се покануваат или да се регрутираат и во други групи и така натаму. Она што е, нели, битно, дека младите се изложени, особено адолесценти, кога зборуваме, на разни такви притисоци. Значи, не мора да бидат врзани за некои, да кажем, екстрени форми, радикални форми, меѓутоа на притисокот за прилагодување во општеството, барање на својот идентитет и барање на место во општеството. Какви улоги тие би постигнувале? Што е она што би сакале да го остварат? Како да ќе се гледат, каде својот живот ќе го трасират во иднината? Ајде ќе зборуваме за се во продолжение за деталите. Во Европа последниве години е тренд, но тоа стаса и кај нас, опасност од онлайн радикализација. Сериозен безбедносен предизвик и за Македонија беа организирани низа на конференции и трибини на оваа тема, беа вклучени експерти од разни области, од безбедност на предсе, каде што предупредува дека тоа се случува во Европа. Европол има констатирано на низа случаи и секојдневна е битката на безбедносните служби со таквите закани од радикали, односно од младите на некој начин да бидат регрутирани, заведени, одведени на погрешен пат од разни екстремни и криминални групи. Да. Сега прашањето е колку ние сме навистина свесни дека таа радикализација на младите не изгледа како порано. Почнува веројатно како обична игра на интернет или обична комуникација. Знаете што е? Ја имаме ли добро разработено темава? Дали сме свесни генерално? Значи, не е нов феномен, одма да ви кажам. Генерално, главно и теориите кои што ги проучуваат овие проблеми се формулирани 50-тите, 60-тите години, знаете. Радикално однесување, значи да се нешто да промените од темел. Не знам, вие сигурно сте од моите генерации сте учеле за Нед Луд. Лудистичкото движење, првиот револт против машините, текстилните фабрики 1811-16, тој период. Против индустријската револуција. Е сега, видите таму, тој им е притисокот, значи со тие постапки, они се обидуваат да ја зголемат надницата и да ги задржат вработените. Значи, тоа е притисокот радикален. Радикалноста не мора да биде секојаш да прерасне во агресивност или екстремизам, или да има
насилна форма. Таа може да биде и нели реформа или револуција. Се го поставува прашањето во текот на радикализацијата како сега екстремизмот постоело е секогаш за насилно, секогаш. Сега зборуваме за онлайн радикализација. Сега онлайн технологијата е друга. Значи затоа ви велам, ако некогаш филмот 30-тите се сметал како средство дека може да предизвика такви промени кај младите, онлайн, односно интернетот, најновата технологија која се уште не можеме да ја контролираме. И се помалку можеме да ја контролираме и всушност од тука и произлегува опасностот врз младите. Зошто? Младите се најсензитивни, особено адолесценти. Дали денешната генерација на деца во Македонија, во Европа генерално е поранлива на радикални идеи? И зошто е тоа така? Тоа сакам да ви кажам. Повторно од социолошки аспект. Тоа сакам да ви кажам. Дали сме поотуѓени или сме поранливи? Во принцип се подложни. Затоа ви дадов еден историски контекст како тоа се прави. Денес исте проблемот, да речеме, зошто капитализмот ви наметнува да постигнете, нели, цели што треба да ги постигнете како материјално богатство. И тоа ви не може да го направите. Не сите. И затоа имате категории на млади, сега зависно од структурата општествена, кои што се поподложни, меѓутоа и тие што се на, да речеме, материјално ситуирани, не се амнестирани, така да кажем. И тие може да бидат подложни зашто имаат поголеми желби. Ворет, ако ја тргнеме настрана младешкиот ентузијазам и она што младите природно го носат во себе, како да бидат своевидна авангарда и да бидат склони кон промени, кон големи нешта, дали денес, во денешното време во кое живееме, младите се поподложни од претходните млади генерации. Повеќе имаат чувство на неправда, на изолација отколку порано? Чувството на неправда не можам да тврдам, значи не можам да потврдам сега од аспект на научни истражувања, да речем измерил некој, или ние не сме го направиле тоа, дека овие сега наши генерации се повеќе осамени од претходните. Всушност, ние сега го живееме системот што го живееле западната цивилизација уште пред, нели, ние имавме период на социализам, кој што поинаку беа поставени нештата, за разлика од другите, нели, западниот свет. Таму тие повеќе се сочувале, затоа и велам, секој процес на миграција правел промени големи во општеството. И тие промени секојаш прави групи некои да не може да си го најдат местото. Младите се главно затоа што тие се борат да си го најдат местото и во општеството и како тоа да го направат. Затоа ви велам, овој пристап или теорија на притисоци, еден Роберт Мертон, познат социолог, има актуелна 50-тите години, таа се проширува и ден денес во форма. Што значи дека општеството ви нормира како вие да постигнете општествено прифатливи цели. Пример, материјално богатство, ама ви ги нормира и кои се средствата општествено прифатливи за да ги постигнете тие цели. Тука е сега проблемот. Не секој може да ги користи. Сега, ако добро го разбрав професорот и ако го сведам ова во една реченица, времињата секогаш биле тешки на свој начин и предизвикувачки, да. И младите во секое време, секоја генерација си имала своји предизвици и начин како да си го најде своето место во општеството и во средината. Начинот на кој го изразува револтот. Кои се подложни на повеќе или помалку на радикализација. Сега проблемот е што каналите се променети. Ако на во некое време бил филмот или некои други медиуми, музиката, или улицата, или дружењето, сега е тоа онлайн, интернетот, односно компјутерските игри и што се е друго. И како доаѓаат првите контакти и првите опасности таму? Значи вака, ако земеме статистички, веќе во 25-та имаме онлайн активни играчи во светот 900 милиони, над 900 милиони, што е една огромна бројка. Во еден момент 900 милиони? Не. Во текот на 24 часа или како? Не сум сигурен за ова, меѓутоа имаме активна бројка на онлайн играчи, се над 900 милиона во рамки на целиот свет. Ова е реално од 8 милиарди 900, значи скоро една осмина. Скоро, точно така. Значи тоа е сериозна бројка, претежно кога збориме дека во таа бројка се повеќе млади. Како почнува
целиот моментум. Јас може да се надоврзам со професорот каде што реално првите знаци се нели знаци на бес, знаци на кога еден млад човек е булизиран, особено во школа. Жртва на насилство? Жртва на насилство од своите другари. Например, има едно истражување од ОПСЕ за нашата држава, каде бројките се застрашувачки, во смисла на булизација на младите. Сега почнува од овде. Тој си игра, нели, дома игра, а родителот мисли дека е само игра, и тој во тој момент сака да наоѓа простор, освен играта, што може претежно се игри со убивање, нели, насилни игри, да. Сега тука има приватни групи каде тој се наоѓа, претежно има кампања каде тој се наоѓа, односно таа булизација, односно без од школа или од може да е од фамилија и така натаму, да може да се опушти. Сега тоа не почнува веднаш. Тоа почна нели чекор по чекор. Нели ти вредиш, има групи ти вредиш, зачлени се овде и тука почнува нели тој моментум нели на перење на мозок, особено на лесен начин кај младите, за да он да го сваќа веќе нели моментумот да на екстремистички термини тука веќе да му бидат прифатливи, да. Добро, само како дополнителна провокација, еден податок од 2025 крајот на минатата година, значи извршна директорка на Европол вели инструментализацијата на децата за организирани криминални групи е она што се случува на европското тло токму сега, и Европол излегува со статистика дека се евидентирани 105 случаи во кои малолетници биле вклучени во насилни злосторства извршени како услуга, вклучувајќи 10 нарачани убиства. Ова се случува во текот на 2025 и темата е многу актуелна. Што се случува кај нас? Од каков тип на безбедносни компјутерски инциденти се соочуваме ние најчесто? И дали имаме посебен сектор, посебна служба која треба да биде мембрана за да ги заштити децата, бидејќи родителите најчесто мислат дека нивното дете само игра или гледа нешто на YouTube, а ние всушност не знаеме каква комуникација со кого комуницира и што се случува таму. Во секторот каде што јас припаѓам, ние реално се занимаваме со пријави на инциденти од сите видови на типови. Сите видови претежно во целиот свет се нели моментумот на фишинг, нели, како вектор на напад, па после тој нели во таа фишинг порака нели тој малициозен код за да може да има пристап до вашиот уред, систем или телефон. Овие се фишингот секогаш бил и уште е нели тој статистички како прв најчест вид на напад. Имаме други видови на напади каде што веќе се во голем пораст, а тоа се измамите преку социјалните мрежи, а исто така и преку игрите. Сега доаѓаме во моментумот кај децата, значи освен што може да се наложат на нели да се групираат, може и да бидат и мета на измама, каде што веќе имаме ситуации, нели во таа пирамидалниот пред неколку месеци беше, ако не се лажам, имаше нели задлажување и нели ги убедуваа родителите децата да инвестираат во некоја платформа и на крај нели цената беше многу и штетата беше многу голема. Колку интернетот денес дозволува, односно колку едноставно или не е анонимен профил да влезе во комуникација со малолетник во Македонија, со дете. Дете кое користи, например, одредена социјална мрежа, дали е Snapchat, дали е TikTok, дали е Instagram.
Значи, анонимноста, секоја платформа сака да има privacy, нели, тоа анонимност, да може приватност да интегрира во самите апликации и самите системи. Особено во онлайн игрите, таму веќе имаме само никнеймови, не ти треба ништо тука да регистрираш за да можеш да бидеш член и да играш. Од друга страна, младите претежно избегнуваат да дават точни податоци, нели? Секогаш сакаат во таа скриена или hidden форма, како се вика, за да можат да бидат дел од таа онлайн игра. И тука веќе доаѓаме во моментум дека е тешко препознавањето на самата комуникација. Имаме институции, како што е сектор за компјутерски криминал, каде што таму веќе нели добиваат пријави, како што се за сайбербулинг, за измами и така натаму. А делот во темата каде што и во оваа тема каде што збориме е многу динамична и многу е револуционарна, а не само кај нас, туку во цел свет. Бројките покажуваат нели загриженост, а моментумот пред 2 недели имавме ситуација во Турска, нели во средно, ако не се лажам, училиште беше страшна, нели. Ова е трагедија. Да, професоре, што ги прави младите во Македонија особено ранливи? Дали станува збор за социјалните фактори, за образованието, за неизвестноста, за стресот? Се заедно, вие, значи, сите тие фактори се всушност не само за младите, него за сите наши граѓани се стресни и предизвикувачки да преживеат. А особено за младите, тие се најранлива секој случај категорија. И ако ги земете, значи се ова што набреавте, семејствата, колку се функционални, дисфункционални, училиштата, образованието остави простор, друг ќе го пополни, знаете. Ако тие не им помогнат на младите околу сите опасности и на социјални мрежи, нели, што ги очекува и во изложувањето на податоци. Тука се најранливи. Они изложуваат разни податоци по мрежите, сметајќи дека само тие и не знам некој друг ќе ги види. Нели имавме случај девојче што го уценува со фотографии сликани, нели, што ги постирале и така ги наведуваат понатаму или да плаќаат или на проституција. Мислам, зошто се младите? Затоа што нели нивната кривична одговорност ја нема. Вие ако го апсите, не знам порано дали памтите, знаете, кога ќе поминете во некое мало, ќе ви пратат некое дете да ви побара пари, нема да ви пратат возрастен. Ако не му дадете пари, тогаш ќе ви дојдат тие другите. Ме разбирате, ова истото, затоа велам, многу да вие работи, новата технологија возможува на поинаков начин да се практикува. Добро, и ако комбинација од стресните фактори се се она што го набројавме, рековме, не само стресни, дисфункционално општество, притисокот од општеството да се постигнува, вие зборуваме за демографијата. Кој е од другата страна најголем мотивацијски фактор? Што најмногу ги мотивира младите? Како ве прашувам од аспект на социолошка ваша перцепција, можеби истражување, дали младите најчесто ги мотивира одредена идеологија или пак ги мотивираат парите, статусот или припадноста од друга страна? За да прифатат такви радикални идеи, на погрешен пат. Видите, комбинацијот се, зашто и вела музиката. Преку музиката, полека, немате веднаш вие содржини радикални, ама полека правци нови се вметнуваат. Вие знаете, и панкот, и регето, сите имаат социјална димензија. Рокенелот од разни историски периоди, економски и така натам. Сега тоа го имат преку рапот. Видеоигрите, што ги кажува колега. Видеоигрите полека имаат внатре вметнуваат содржини кои што ги прават прифатливи. Има пред, не знам, пред можеби 15 години имав студент, кај мене имаше дипломска за етник клинсинг, една игра во Америка што расистичките организации користеа за регрутирање на членови, за млади. Така се каже етник клинсинг. После имаше Counter Strike,
еден период уште се што ја користеа Вие рековте токму 900 милиони геймери? геймери, Геймат? да. и вие полека можете да вметнете содржини, статистичка дали податок. расни, етнички, религиозни, социјални, какви да имате потреба, може да ги вметнете и преку тоа да действувате. Кој е најчестиот мотив на младите да се да излажат, кажам, односно да се наведат? комплексно. Дали е Значи, пари, дали е Во некој случај се идентитет? не можам да ви кажам со дека одредена група? овој пристап, оваа теорија или тој мотив е најсилен. Секој станува збор за комбинација од фактори. Добро. Затоа кога треба да се реагира, се зборува дека треба да има синергија, нели, секогаш кога жуеме. Семејство, локална заедница, значи институции, училиште тука, нели, и не можете вие на едно дете, тоа се дејства во заедницата. Ако толку многу голем број на корисници имаат, колку ние како општество генерално и како држава ги подценивме на некој начин видеоигрите како безбедносен ризик и што всушност се случува на тие платформи? Каква е опасноста некој да биде заведен, регрутиран од криминални или терористички групи преку видеоигри? Значи, моментумот не е одеднаш. Значи, таргетираат како што рековме, повеќе мотивации. Тоа е комбинација на повеќе мотивации. Може да биде религиозна, може да биде политичка, може Како да ги идентификуваат? Како знаат кој да се таргетира? Еве, вие како луѓе кои работите од другата страна на сајбер безбедност, Значи, вие сте во постојана трка со оние другите. Како се таргетира слабост кај одредена категорија на луѓе, дали се тоа млади, кои би биле поподложни на одреден вид на манипулација и заведување? Значи, слабоста се гледа од социолошки аспект, во смисла на ако тој е булизиран, значи има податоци на интернет, видео, од тие видеото каде што е булизиран. Како тоа сајбер криминалците го разбираат? Кој е булизиран, кој е жртва, кој не е значи, задоволен со окружувањето околу себе? Значи, они реално знаат дека младите, нели во TikTok може отворен да е, повеќето кога се булизирани ги отвараат тие видео за сите да ги гледаат. Значи, они таргетираат и собираат податоци за X личност, каде што он може да биде еден од факторите. Имаме други фактори каде што, например... Еден пример само. Во Велес, се секавате, девојчињата снима едно девојче го Дека се тепа. тепаат. Да. И тоа го стават на интернет. Така сите го гледат и они веќе знаат кој е личност. Секој стават децава, значи, дали е... Значи, некој будно следи што да, све се точно. случува на... Тоа се, они се нон-стоп бомбардирани. На 3 секунди они добиваат информација некоја. И таа личност веќе, таа е ранлива, не само социолошки, туку и психолошки ранлива, каде што многу лесно, нели, во онлайн просторот, може и игра, може и социјална мрежа, нели, да има чекори настапи од нели, малициозните актори, да ја ставаат, нели, да ја преземат у група на дополнителна комуникација и нели да ја го сменат, нели, таргетот на нели, како што рековме, дека е нормално да биде Вие може да имате некоја група за само помош да ја формираат и таму да им влезат, мислам. Добро, знаете, Горан, тоа е технологијата. Како нуклеарната енергија. Може да ја користите за лечење, а може и да убивате луѓе. Добро, тоа не е ако актуелно сега. овие социјални мрежи најголемиот дел се од отворен тип, има платформи кои се затворени. Има оние како се нарекува сручно енкриптирани канали. Колку во Македонија ние имаме доволно експерти за сајбер безбедност, стручњаци од фелата, за да следат се она што се случува во тие затворени платформи и тие канали? Реално, сајбер професионалци во државата имаме, иако не е во доволен број, од причина што секојдневно порастот на сајбер напади се зголемува не само во нашата држава, туку во целиот свет. Тешко е препознавањето и следењето на тие комуникации, особено каде што се, нели, се вика Darknet, нели, тоа каде што тука веќе имаме ситуации на продавање
од оружја до нели во Грција беше Се што сакаш ситуацијата. илегално таму. Во Грција имаш не знам колку требаше 2 години да се следи од Даркнет човекот нели продавал дрога и оружје. И од друга страна самиот профил цело време бил нели во онлайн, а проблем било за службите да го декриптираат таа комуникација. Меѓутоа сега доаѓаме во нели во моментумот и на вештачката интелигенција каде што се пософистицирано се одвиваат овие начини и на напади, а од друга страна зависи како ќе го користиме, како што рече професор, дали со добра намера или со... Професор, дали имате чувство дека семејствата знаат дека нешто се случува со нивното дете, ако почне некој таков процес за кој и Салмани вели дека тоа трае, дека тоа не се случува одеднаш, некогаш потребно е може време. да препознаат промени кај децата, некогаш не можат. Нема дури ни училиштата, гледаме. Затоа и велам, тука треба да има еден поширока акција, координирана акција тука за следење на тие проблеми. Затоа што децата што може образовниот систем да прави, а не го прави? Што треба? Ето, они се 8 часа, ајде да речеме дека не се на училиште. Третина од денот. Тие се таму еден дел. Еден дел се таму, другиот дел се дома, еден дел се дружат негде. Значи, тој дел исто и стручните соработници, социолози, психолози, што ги има педагози по училиштата, значи тие можат да забележат промена. Самите наставници можат да забележат промена во однесување на деца. Сега кај нас и тој систем со разни реформи во образованието всушност се изгуби авторитетот кај на професорите и на стручните работници. И сега тука знаете, моето дете или и тука е проблем комуникацијата со родителите. Салмани, дали сметате дека е потребен поголем надзор на интернетот? Дали сте во таа група на сајбер експерти за безбедност што сметаат дека интернетот треба да се стави под поголема контрола или тука се коси тоа со заштита на приватноста, па тешко е да се одреди границата? Точно така. Значи, имаме нож со 2 острици. Од една страна бараме приватност, нели, на секој да има некоја приватност, од друга страна таа приватност поради можните злоупотреби треба да се контролира. Може да се злоупотреби за лоши цели. Само да се надоврзам што можат нели училиштата да направат, освен пошто мислам дека имаат во самите наставни програми не е доволно само наставна програма, треба почести кампањи да се одвиваат или вежби во самите училиште, да ги собираат сите ученици за да можат нели на практичен начин да се укажи ранливоста, каде се ранливи, што не треба да прават. Оти знаете, ако самите се научат да се штитат, тоа е како во животот. Кога ќе излезете на улица, не знаете како родител детево дали утре ќе сретне некој ќе го истепа или ќе има некаков проблем. Значи, вие го подготвувате кога ќе излезе на улица како да се заштити. И тоа е најважниот момент. Младите треба да се научат како да се штитат. Нели, во разни ситуации, меѓу другото е и ова. Сега е ова новиот сегмент. На неодамно организираната трибина што се одржа во Македонија под наслов онлайн радикализација како безбедносен предизвик за Македонија, слушнавме информација дека во Македонија екзистира одредена убава бројка, така каже еден од учесниците таму, на здруженија, групации и поединци кои што ги злоупотребуваат начините на функционирање на поедини граѓански здруженија токму за ширење на радикална пропаганда, преку која се регрутираат потенцијални истомисленици. Потоа, во последните 2 години дека се откриени 14 наркогрупи што директно влијаат позитивно на безбедноста и стабилноста на државата, бидејќи се повеќе информации кажуваат дека терористите сакаат да ги користат овие групи од организиран криминал за извршување на насилни активности. Прашањето е што како општество, секој во својот домен, вие како социолози, вие како сајбер безбедносни експерти треба да преземеме за да гледаме помалку помлади сторители на кривични дела, односно помалку млади тргнати на погрешен пат, заведени на еден или на друг начин. Значи, извини, повеќе. Бидејќи во Европа ова е сериозен предизвик. А тоа стасува и тука. И ние сме во Европа. Во тој контекст мислам дека треба да почнува од дома. Самите ние, јас сум родител и денеска нели
таа динамика на живот не тера да не обрниме многу внимание на нашите деца, а ова е првиот чекор на зголемување на ризик, каде што точно така. Значи, првиот чекор според мене е разговорот, пошто има родители реално нели приватност, детето му треба дали е приватност. најслаба алка во тој синџир семејството, училиштето или институциите, кои треба да се занимаваат и со превенција и со санкции. Само семејството не е доволно и семејството и Која е училиштето најслабата не е, алка? мислам дека заедно координирано, но најслабата алката дефинитивно е самиот родител, пошто треба многу да разговара со детето, за да имаме генерацијски геп секако, нели, таа разлика, генерацијска разлика, и тука доаѓаме во моментум каде родителот не го сфаќа, нели, што прави, си игра детето. Не е нормално. Не е само. Професоре, согласувате дека семејството е најслаба алка или системот, институциите? И системот недоволно несоодветно одговора, особено образованието, кое што нон-стоп се обидуваме да го реформираме, ама некако тешко ни оди. Сушност, сега ние покреваме големи теми што не можеме големи прашања. Сега, да, во краток период. Радикализмот. Младите во суштина сакаат да променат нешто. Они се конфронтираат, да речеме, со востановените норми во општеството, нели? И тие секогаш сакаат, а така се барат и себе си. Сакат нешто ново да дадат. Сега веројатно мислене на екстремизам понатаму, на такви промени каде што може да се заведат. Меѓутоа, затоа велам, мора општеството, односно институциите, дури и локалната самоуправа. Кочани е голема опомена за нефункционирање на тројството. Образование, локална самоуправа и семејство. И можеби еднаш се случуваат во 100 години такви несреќи, ама тие остануваат да ги памтиме и да излечеме поука од тоа. Истото е зборуваме со користењето на интернетот и игрите. Значи, тоа не се само игри, веќе имате тоа и преку музика, и преку разни форми, каде што младите ги користат, се обидуваат нешто да кажат. Сега зависи колку ќе слушаме. Тоа е многу важно. Принцип, јас неколку пати мислам и во ваша емисија сум рекол дека ние се однесуваме кон младите како социјално запуштени. Дали е пострашно тоа што не знаеме кој им приоѓа и што им зборува на нашите деца, или што знаеме, можеби вака на некој ниво, но не се соочуваме со тоа, и не му пристапуваме. Тешко е вие секогаш да знаете кој ќе му приде на вашето дете. Затоа велам, првиот бран за заштита е семејството. Семејството мора да биде поддржано и од училиштата, и од заедницата. Не може некој да продава дрога, а сите знаат кој е и никому ништо. Добро, пораките за системот се јасни, бидејќи мора да завршуваме. Времето за емисијата истече. Што треба секој родител што не е IT стручњак или стручњак за сајбер безбедност, уште денеска да преземе за да го заштити своето дете од такви опасни природи што може со кои секој може да се соочи на интернет? Според мене повеќе да разговара со своето дете, особено кога ќе гледа дека седи повеќе на телефон или компјутер, покрај компјутер, разговорот да биде на таков начин да има прашања, за он да се отвара, нели целата комуникација да се отвара, за во позадина, ако се гледа дека има без булизација така натаму, тоа е веќе ризик фактор за да доаѓаме до оваа ситуација. Да разговарат и другите родители, со тие што се дружат, да разговарат со училиштата, со стручните соработници, со наставниците кои ги познаваат и да реагираат заедно во институциите да барат услови. Локална самоуправа е задолжена и за образованието, нели, и за услови да се создадат за живот пристоен не само на граѓаните, особено на младите. И не може да бегаат од таа одговорност. Благодарам многу. Селмани Севдали, безбедносен експерт од Агенцијата за електронски комуникации, односно Националниот центар за одговор на компјутерски инциденти, и професор Константин Миновски од Филозофскиот факултет. Ви благодарам уште еднаш за учеството во денешната емисија. Благодарам на поканата. Почитувани, останете на Телма, имајте убав ден, довидување во истиот термин.
Слушање.